Добро, сакав од место да се обратам, бидејќи имав намера за едно кратко обраќање, најголемиот дел ги офати колегата Стојановски, работите што сакав да го кажеме. Би сакал лично да укажам дека ми е жал што и колегата и опозицијата испушти една можност да имаме една конструктивна расправа и заклучоци. Во однос на претходно затекната состојба, дискусии што сте ги имале на оваа говорница во оваа сала, превземени мерки што биле и да можеме да квантитативно и квалитативно да мериме што е превземено и што и не. Верувам дека и оваа година за жал ќе имаме по некој пожар. Трагедија е секој ден пожар. Се надевам дека ќе бидат се помалку, но наша работа е да ги направиме условите и на извршната власт како тие да бидат помалку. Она што го рече колегата дека имало застарена технологија, недостаток на опрема, ограничени или недоволни човечки ресурси, состојба на теренот, дефинитивно се случува пожари во непристапни терени така натаму, тоа беа работи што ги заклучивме на оваа говорница. И беа појава наназад во неколку години каде што имавме катастрофална состојба со огромни пожари кои што не само што зафатија и опожарија голема шумска или тревна површина, исто така во некои моменти се доближија и до домовите на нашите сограѓани, каде што имаше и животно загрозувачки ситуации. Ние бевме приморани да бараме помош како држава од околните држави за да можат да интервенираат. Она што сега е разлика се неколку моменти. Се направи оперативен план, владата постапува по согласно оперативниот план на 25. И она е разликата од претходно. Дали нешто ќе имате само на хартија или ќе имате некоја динамика на реализација на работите што владата ги предвидела. Пред 2 или 3 дена имавме 50 возила направени во специјализирани специјални услови, каде што беа претходно возила на армијата и на Министерството на внатрешни работи, кои што имаат исклучителни способности за достап до непристапните терени. Беа прилагодени со сите противпожарни действија, инструменти, со соодветни обуки направени и видовме дека сега се веќе спремни за работа. Изјавите на токму на институцијата на која што се повикувате дека се потребни вашиот амандман, беше дека со овие возила и сите други претходни чекори што беа направени, ова лето државната, односно дирекцијата за заштита и спасување не била никогаш подобро подготвена. Ќе видиме како ќе се однесуваат. Покрај тоа, бидејќи укажавте дека имаме и ограничени недоволни човечки капацитети или ресурси за справување во ситуацијата. И точно е, тоа се многу специфични наши сограѓани кои што имаат интензивни обуки, кои што треба да направат, затоа владата во 14 општини, практично тоа се региони, како што кажавте и вие во делот на ангажирање на лицата, ќе имаме дури 400 оглас за јавен оглас за 400 невработени лица од Македонија кои што ќе имаат можност да го имаат ангажман во противпожарните заштити. И нема да се повторувам дополнително, ќе кажам дека има уште серија на мерки и серија на активности кои што се прават од цел да се превенираат пожарите во иднина. Едно од нив што би можел да истекнам што е веќе и во завршна фаза, тоа е поставувањето на термалните скенери и камери на сите репетитори и предаватели со цел превенцијата и интервенцијата да биде крајно зголемена и крајно ефикасна. Доколку веќе ги имаме возилата, доколку имаме спремни екипи обучени за да интервенираат на терен, брза локација на соодветен пожар, уште во првата фаза, брза интервенција би можело да превенира дополнителни штети и да го заштитиме и интегритетот на нашите сограѓани. Благодарам.